Денеска ќе збориме како да направиме човекот да има корекција, како човекот да се коригира, дали е можно да се коригира, како се до тоа да го направиме. Сте се обиделе некого да коригирате и никако тој да ја прифати вашата сугестија за корекција, никако да прифати нештото да го коригира, дури нема ни да увиди дека е у грешка. Сте видели луѓе кои што прво за човек да коригира нешто мора да увиди дека направил грешка. Сте видели ли многу често луѓе има кои што никако да ја увидат грешката своја, не се на тоа ниво да може да увидат својата грешка. Така? Сега, кога ќе видите имате луѓе кои што не се на ниво да увидат својата грешка, како ќе ја коригираат грешката, е голем проблем. Затоа што човекот за да направи себе корекција, мора да ја зголеми свесноста за тоа дека направил некоја грешка. Имате некои луѓе постојано грешат и инсистира дека се управо и никако да ги коригирате, други луѓе ќе им зборат, ќе се обидат да ги убедат дека грешат, имате секојаш караници, обично караниците сте виделе во домот или помеѓу луѓето се на иста тема, на една иста тема. Океј, чорапите зашо не ги собираш, ама ти зашо цело време така го правиш, чучикот зашо не го направиш ко мајка ми? Зошто ти го правиш ова? Аман, не можам више мајка те слушам со таа твоја мајка. Аман, па ти цело време се приврзана за твоите. Цело време се истите караници, а? Цело време се истите караници и никако луѓето да видат каде грешат самите. И сега денеска ќе зборам на таа тема, затоа што многу често, уствари не им помагаме на луѓето која ги коригираме, критикуваме и му кажуваме на грешката постојано, тешко е поради тоа што човекот ствара зид, ствара отпор. Ти му збориш како на зид да збориш последен период, затоа што човекот не може да ја прифати таа комуникација, затоа што му газите на Ахиловата пета, затоа што тоа му е слабоста, тоа му е неодговорноста. Фактички човекот му е тешко да го увиди својата неодговорност. Разбирате? Целата идеја на себе корекција е одговорност, да види каде човекот греши, за да може нештото да го коригира. Ама ако имате цело време јас сум управо, ти си укриво, други викат јас сум управо, ти си укриво, немате себе корекција. Зошто? Поради тоа што немате заедничка цел, поради тоа што имате противник кој што треба да биде сојузник. Гледате, у моментите каде што човекот има противник, оному каде што треба да има сојузник, нема да има корекција. И многу често сопругот или сопругата не се коригира во насока на тоа дека он е сојузник на партнерот, туку изгледа како да е непријател на партнерот и некогаш за жал е непријател на партнерот и без разлика колку убави работи ќе каже дека тој у најдобра намера, некако намерата се чувства на друг начин, иако намерата не лаже. Намерата не лаже. Знаете, некојаш перцепцијата воопшто не лаже. Имате интуиција која што ви кажува, чекај, овој не ми се обраќа субав тон, не ми се обраќа како да ми е пријател, зашто ја чувствам како изгледа пријателско обраќање, ја чувствам кога некој е на мојата екипа и чувствам кога некој не е на мојата екипа. Сите ние чувствуваме кога некој е со нас и кога некој не е со нас. Тоа е интуиција, така? И кога во суштина интуицијата тебе не те лаже и ти си ја држиш до интуицијата, нема игра за другиот човек. Кога има игра за другиот човек? Кога не веруваш на својата интуиција, кога речеш да, овој стварно сака да ми помогне, знаеш, и од блиските, да, сака да ми помогне, ама суштина може сака да помогне, не викам дека другиот не сака да помогне, ама не го прави тоа на исправен начин. Затоа што намерата е да се утврди грешката кај другиот човек. Гледате, кога има караница и кога таа караница ќе се спушти ниско по тонската скала, намерата е да се увиди грешката на другиот човек. Затоа што сакате да му стиснете на грешката, дека е крив. Ти си крив. А другиот човек пусти јаден нема опција друга, туку да се одбрани од тоа да е крив. И ќе збориме денеска за тоа. Дека другиот е крив, дека другиот е одговорен на негативен начин, дека другиот сгрешил, дека направил нешто кое што е непоправливо и така натаму и така натаму. Сега, сакам да ви прочитам нешто интересно, затоа што поврзав многу работи, правев истражување мало, односно ми доаѓа идеи како да го објаснам ова, како да му помогнеме на некој човек да си ја види својата грешка, како да му помогнеме на човекот да си ја види својата слепа точка у неговиот карактер. Знаете како на огледалата што има слепа точка, така и човекот има слепа точка. Не гледа
во тоа што треба да го види. Околината обично ги знае неговите слабости. Сите ги знаат работите кои што тој не ги прави добро, ама он има за цел да ја одбрани слабоста. Сте виделе луѓето дека си ги бранат своите слабости, си ги бранат своите неодговорности. И колку повеќе ги напаѓате, толку повеќе им давате повод да ги одбранат своите слабости и да ги одбранат своите неодговорности. Океј? Слушате го овој убав цитат. Вика, ние не бараме, не гледаме кон погрешноста на човекот. Ова е цитат од Хабарт, интересен. Вика, ние гледаме кон способноста на човекот да ја коригира погрешноста. Ние сакаме или гледаме кон способноста на човекот да ја коригира погрешноста, да ја коригира својата погрешност. Вика, тоа ни кажува дека секој еден од нас мора да биде целосно со самодоверба или сигурен во својата способност да има онолку погрешности колку што ќе сака. Слушајте го, малку е деликатно, пратете ме. Многу е важно. Вика, ова ни кажува дека секој од нас мора да биде целосно способен или сигурен во својата способност да има онолку погрешности колку што сака. Погрешности да имаме. Да? Вика, она на кое што битието протестира е оскудност. Слушнете, многу интересно. Она на кое што битието протестира е оскудност. Она на кое што битието протестира е оскудност. Ке го повторам, вика повторно. Тој протестира кон оскудност. Вика, не кон оскудност на нешто, туку било која оскудност е за протестирање. Оскудност, да се сведе на минимум. Вика, и гледайте, кога човекот ја губи својата способност да креира погрешност, тој почнува да ги држи нив, да ги држи погрешностите, затоа што целото општество е лудо, маниакално е на идејата да му се одземе секоја погрешност која што тој ја има. Што сакаат луѓето да направат кон другиот човек? Немој тоа, пак ја направи грешката. Гледаш, пак направи грешка. Ти пак сгреши. Сакаат да му ја одземат секоја погрешност што човекот ја има. Ама човекот протестира на оскудност. Не смеам да сгрешам. Кога ќе видите човекот што вика не смеам да сгрешам, што тоа значи? Толку многу има околина кој што толку многу го гледала да не сгреши. Пази да не сгрешиш, внимавај да не сгрешиш, ова ти е грешка, овде не си добар, таму не си добар, тоа не ти чини, ова не ти чини. И за што сака околината таква да направи? Да ти направи да имаш нула грешки. Мора да имаш нула грешки од твојот карактер. Мора да ти ја земе целата погрешност од твојот карактер. И човекот ќе протестира на оскудноста. Вика, сака да ме донесат до нула. И човекот никогаш нема да ја даде погрешноста затоа што се обидуваме да му ја земеме. Ама гледате што вика. Вика, кога човекот ја губи својата способност да креира погрешност, тој почнува да ги држи погрешностите. Затоа што, гледате, замислете сме слободни да креираме погрешност, да креираме грешка. Луѓето не сакаат грешка. И замислете, ти имаш способност да креираш грешка, да грешиш. И никој не ти ја зима грешката. Дебе, жаре, голема работа си сгрешил. Па шо ако? Никој не ми ја зима грешката. Ја нема да се фиксирам да ја заштитам мојата грешка. Кои луѓе ги заштитуваат своите грешки? Оние на кои што луѓето се обиделе да им ги земат погрешностите. Не им дозволиле да креираат погрешности. Гледате, коригирај го ова. Пази ова. Внимавај на ова. Немој да сгрешиш на тоа. И сакаме да ја доведеме на нула погрешноста на еден човек. Сакаме све што е недобро да му го земеме. И он ќе почне да ги брани своите погрешности затоа што он протестира на оскудноста. Затоа што сакаме да му ја земеме. Ама вика, не гледаме, вика, не се обидуваме, не ја гледаме, вика, погрешноста на човекот. Ние сакаме или гледаме кон неговата способност да ја коригира погрешноста. И ако ти се обидеш да му ја земеш сета погрешност, сета грешка,
Он ќе направи штит да ја заштити оскудноста на таа грешка. И кога на некој човек 100 пати ќе му кажете, пак ти кажав тоа, пак ти кажав тоа, цело време грешката, сакаш да му ја земеш грешката. Не, направи го способен да може да ја креира таа грешка и он нема да ја креира. Затоа што му е на свесно ниво. Креира ја грешката. Замислете, дојде некој мајстор тука, молери, сакам да ми ја погоди бојата, му викам само ако се има утнал оваква бојата. Абе не ти плаќам. Абе ќе те кажам на директорот, значи таква боја сакам, ама ако си ја утнал таа боја тешко тебе. Сакам да му ја земам с грешката. Се активира подсвесно инатот на секој човек. Разбирате, инатот се креира. И што се случува кога ќе се искриира инатот? Инатот сака да ја направи грешката пак. Ама замислете, му речам, ја сакам таа зелена боја, специфична е. Ама можеш да ја утнеш, ако сакаш дури можеш и плава, и да ја утнеш зелената боја не е проблем. Ке ти платам и пак идам веројатно среќен затоа што веројатно ќе биде твоја оригинална боја. Ама ова е бојата што сакам. Ами доколку утнеш не е проблем. Ете му давам на човекот можност да сгреши. Веројатно ќе ми ја погоди бојата. Зошто? Затоа што не сакам да му ја одземам грешката. И ако имате некој човек кој што ја заштитува грешката цело време, ќе ви кажам една работа, околу него има или имало у минатото луѓе кои што се обиделе да му ја направат грешката на нула. Зашто да мораме да имаме нула грешка? Човек кој што сака да направи нула грешки, веројатно нема да направи никакви акции. И веројатно ќе направи многу поише грешки отколку некој човек што сака да греши. Гледате колку интересно, вика, она на кое што човекот протестира е оскудноста. Оскудност на грешки, на тоа протестира оскудност. Не ја минимизираш грешката, сакаш да ми ја наминиш на нула. Не, јас сакам да имам слобода да направам 100 грешки. Остави ми 150 да направам. Да ги крирам. И веројатно нема да сгрешам. Зашто целото општество, сите околу нас сака да направат да имаме нула грешка. Нула грешка, нула грешка, немој да грешиш, нула грешка, нула грешка, нула грешка. Што му правиш на тој човек? Тој човек го фиксираш на грешка и му активираш инат подсвесен, или ќе се прави глуп дека ја прави грешката, или ќе биде арогантен дека не е грешка, ќе ја брани грешката. Ама она што ќе го направиш, човекот не мора да го направиш способен да ја коригира грешката. Затоа што човекот за да ја коригира грешката, мора да има слобода да ја креира грешката. Ете интересно. Човекот за да има способност да ја надмине грешката, мора да има слобода да ја креира грешката. Човекот за да има способност да ја коригира грешката, мора да има слобода да ја креира грешката. И ако на луѓето цело време не смеш да ја креираш грешката, пази да не сгрешиш, пази да не сгрешиш, пази да не сгрешиш, не, ќе му развиеме инат да ја креира подсвесно грешката. За инат ќе ти ја креира грешката. Ама не дека ти ја креира за инат тебе грешката, него он протестира на оскудноста, која што ти сакаш да го сведеш на минимум, сакаш да го направиш оскуден, да нема грешка. Ако ја немам ни една мајца по дома, имам само една мајца. И некој ми вика, дај ми и таа мајца. Абе, кај ќе ти ја давам таа мајца? Немам мајца. Морам да имам таа мајца. Така и со грешката. Ако некој цело време сака да земе грешката, дај ми ја грешката. Не смееш грешка, дај ми ја грешката, дај ми ја грешката. Мама го критикува синот, или мама го критикува тато, или тато ја критикува мама. Грешка, 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 грешка. Подсвесно, човекот ќе ја креира пак грешката. Зашто луѓето не сакаат оскудност. Не сакаат оскудност. Дајте им да имаат многу, меѓу другото и грешки. Способност да грешат. Човек кој што е у околина, кој што не му ги лови грешките, тој не греши. Човек кој е у околина, каде што може да сгреши, нема да сгреши. Имате некоја свекрва ќе дојде кај снаичката и ја гледа како ја прави кокошкава со ориз, цело време ја гледа, ама знаеш што? Да ти кажам, малку поише сол. Чекај. Пред да го ставиш тавчевот, пред да го ставиш у рерна, чекај да ти кажам уште нешто. И сега си вика, леле, бе, остави ме. Ама она ја гледа, ја демне. Дали ќе сгреши? Како ќе ја направи кокошката? Колку ја пече? И што ќе се случи? Чудно ли чудо, знава ќе утне кокошка? Си викаш како ја утна кокошката? Сега баш не требаше да утне кокошка, затоа што протестира на оскудноста на грешка. Гледате, снаичкава си протестира
на оскудноста да сгреши, не ја остава да греши. Ако имаш некоја околина каде што никој не ти ги гледа грешките, ти имаш фактички способност да креираш грешка. Дали ќе ја направиш? Не. Нема потреба. Нема потреба да направиш таа грешка. Затоа што имаш слобода да ја креираш. Нели? Интересно. Мене секојаш ме функционирало, кога ќе видиш луѓето дека грешат, остави ги нека грешат. Укажи им на тоа дека ти не сакаш да им одземеш способноста да креираат грешката. Кажете им го ова. Ако видите некој човек кој што постојано прави иста грешка, пуштете му овој лайф. Зашто? Затоа што луѓето подсвесно ја знаат вистината. И што ќе каже он? И да, стварно. Ја имам слобода да ја креирам грешка. Ја имам слобода да ја утнам, што и да, окей, имаш слобода, да. Имаш одговорност, имаш слобода. Можеш да утнеш. Ја нема тука да сум ти, за да ти го развием инатот на грешки. Имате многу ситуации каде што во животот имате брачен партнер, имате мајка, татко кои што го крираат инатот на другиот човек да ја крира грешката. Како сакаат да му ги одземат сите грешки? Не смее да има силни грешка. Ти мора да си перфектен. Значи ти не смееш 5 минути да донесеш, ти не смееш да донесеш тоа. Ти не смееш да си дебела, значи ти немој толку да јадеш. Мајка, и цело време не смееш да јадеш. Да ја ослаби. Гледај какво си. Ослаби. Што се случува? После 45 години девојкава уште јаде. Од инат на мајки, може мајки е почината. 20 години. Она уште од инат јаде. Зашто? Појма нема, затоа што може и мажот и вика, бе, не јади толку. Ама обично ние се донесуваме со инатот баш од такви ситуации да се докажеме на некој, нересен е животов. Тој инат, што све ни прави? Гледате, инатот ќе не доведе у ситуација, карма ли е, шо ли е, како сакате кажете го, у ситуација каде што на тој што си инатиш, обично ќе си најдеш некој друг да продолжиш да си го тераш инатот. А и ти не сваќаш дека си инатиш. Разбирате, не сваќаш дека си инатиш, затоа што ти си сепа управо дека грешиш. Не да си управо, сега ќе браниш грешката. Гледате, сега ти сакаш да одбраниш грешката, затоа што ти си управо. Зашто? Затоа што некој се обидел да ти ја земе грешката. Кај бе он ќе ти ја земе грешката на тебе? Ај он што не разбира како умот функционира, ама и човекот не разбира како умот функционира, он ќе се заинати. Ќе ви прочитам нешто многу интересно. Вели вака, исто од Хабард. Вели едно интересно. Ми отиде се, баш го најдов. Преугово беше. Да. Вика, јас сум управо и тие се укриво е најниската идеја која што ја прави несвесното битие. Слушнете го ова. Јас сум управо, тие се укриво е најниската идеја која што е формулирана од несвесниот човек. Гледате колку интересно. Јас сум управо, ти си укриво. Двајца ќе се извадат очи. Он е управо, она е укриво. Аме он е управо, он е укриво, он е управо, он е укриво. Има овој многу текст се вика, вие може да бидете во право од Хабард, ама како може да бидете управо? Вика на тој начин што ќе видите што е исправно. Не што е дал си ти управо или не. Што е исправно? Исправно е да нема кавги. Затоа што ако ти речеш јас сум управо, ти си укриво, ти немаш, тоа е апсолутно нешто така. Јас сум управо, ти си укриво. Што ќе коригираме таму? Немаш ништо да коригира, зашто ти си управо. Тој што е управо нема ништо да коригира. Затоа е најниското ниво на најниската свесност на човекот. Јас сум управо, ти си укриво. Што има ја да коригирам? Јас сум управо. Ти си укриво. Сега ја очекувам он да коригира. Зашто јас сум управо. Ама другата страна очекува и он, затоа што она управо или он управо, ја да се коригирам, така? Супер, се сите чекаме некој друг да се коригира. Имаме промена у состојбата? Не. Немаме промена у состојбата, затоа што двајцата стануваат несвесни битија. Затоа што основата на несвесноста е, јас сум управо, ти си укрива, немам што да коригирам. И кога видите некој човек кој што е, он е цело време управо, он нема што да коригира, вика, јас сум управо и тие се укриво, е најниската идеја која што може да ја направи несвесен случај, несвесен човек.
Тоа е карактеристика на несвестниот човек. Тоа е човек кој што нема контрола. И тоа е човек кој што сите други му се криви. Тоа е човек кој што е огорчен од општеството. Тоа е човек кој што е огорчен од жени. Тоа е жена која што е огорчена од мажи. Зашто? Зашто она не гледа никога што она греши да остане цело време сингл. Он не гледа што он греши да остане цело време сингл. Сам. Гледате, затоа што жените се укриво. Или она. Види, маживе се укриво. И гледаш дека, окей, не е срикна. Ама е огорчена на тема мажи. И ке се здружи со 3-4 такви другарки и цело време како маживе се за нигде. Или маживе, исто. Глеги бе, жениве за нигде сам из Македонија. И жениве си седат у кафана, ке се соберат 3-4 другарки кои што се на иста тема слични, истомисленички, по 2 мачки чуваат дома, маж никако. Немој маж да припари по дома, никако. Нема шанс. Зашто? Мачкава нема да ја повреди. Ама мажот ќе ја повреди. Ама она не гледа дали она ги повредува мажите. Не гледа што она може да коригира. Исто од машка страна. Не гледа дека он ги одбива. Не гледа дека он е таков да ни една жена не сака со него да дојде. Ама он е управо. Он е управо на темата, нели? Сикаш како да му помогнеш на тој човек. Вау! Прво нешто што мора да стане јасно дека јас сум управо е одбраната која што ќе не донесе до крајната пропаст. Јас сум управо. Они се укриво. Јас сум управо, они се укриво. Јас сум управо, они се укриво. Гледате што вика тука. Вика вака, постои неразумност во врска со тоа дека мора да се управо. Гледате, постои неразумност на темата дека мора да сум управо ја. Знаете кој е најуправо? Тој што е најниско по тонската скала. Тој што е најниско по скала на емоции, тој е најмногу управо. Он инсистира дека управо. Сте виделе човек што е луд? Он е управо, другите се укриво. Кој е управо? Тој што е пониско по скалата на емоции, тој што е устрав, тој што е на тага, тој што е жртва, тој е управо. Тој што е високо по скалата на емоции не мора да е управо. Затоа е супер човеков. Затоа што не се бори со тоа дека е управо. Зашто? Затоа што овој надоле не сме да изгуби, луѓе, не сме да изгуби. Не дај Боже да изгуби. Зашто за него ако признае дека некој друг е управо, он мисли он изгубил. Не, тоа е начинот да се качи човеков по тонската скала. Се не зборам, знаете, имате луѓе кои што се на скалата ниско на одоброволување, на скала на емоции што ја покажувам, тоа е на одоброволување, тој па све он е укрио. Не ви зборам, тој е па и друга екстрема. Све со ја укрио. Зашто? За да има мир у куќата. Она е за све укрио. Не, тој е устрав. За некои работи не си укрио. За некои работи си. Ама не од страв се да признаеме за сите работи ние сме укриво. И тоа не го бива. Не го рече, јас све признавам. Ти си устрав ако све признаваш. И тоа исто така не е добро. Ама, гледайте, проблемот е што човекот кој што е пониско по скалата на емоции, видите, интересната работа е, само секунда, него обстанокот му зависи од тоа дека мора да е управо. И затоа не попушта. Мора да е управо. Тој што е високо со емоциите, он не мора да е управо. И ќе ви кажам зошто. Се идам на еден трет цитат. Абе, ви викам се спремив за лајвов, ама стварно сакам да го објаснам ова многу убаво, затоа што мислам дека е клуч за многу работи. Клуч е за се. Затоа што многу често си тераме инат сами на себе. Вели вака. Ке ви кажам нешто многу интересно. Вика, кажува еден друг цитат од Хабард, вели вака. Вика, единствените убедувања, кои што се лоши убедувања, се убедувања врз база на тоа дека да изгубиме е погрешно. А он не смеам да изгубам ја. Зашто? Зашто за него е игра дали он е управо или жена му е право. И он ако каже дека она е управо, он ќе изгуби у играта. Зашто луѓето си ги имат и игри по дома. Јас сум управо, ти си укриво, најубава игра за по дома. Вика, а погрешноста, вика, е неприфатливо место кај што треба да бидеме. Така размислуваат луѓе. Не смеам да сум укриво. Затоа што вика, да изгубиш е погрешно.
А вика, погрешноста е неприфатливо место да бидеме. Вика, погрешноста е нешто кое што не смееш да го имаш и мора да го избегнеш и мора да се бориш да не си укриво и мора да се бориш да изгубиш. Вика вака, некои луѓе, вика, хистерично се во таа идеја дека мора да победуваат. Тоа е неразумност. Вика, оставете некој друг нека победи некој момент. Некој човек кој што е многу високо по скалата на емоции вика, абе, досадно ми е да гледам едно те исто. Така. Дури и кога гледате некоја публика, тие високо на скалата, почнуваат да го протестираат оној кој што постојано победила. Вика, им здосадило да го гледаат него како победува. Вика, нека победне некој друг за промена. Вика, поентата е дека човеков постојано сака да победува. И тој мисли дека крајната цел на постоењето е да победува. Ама вика, не. Крајната цел на постоењето е да живееме. Па што ако победи жената? Па што ако победи мажот? Не смее да победи. Не смееш да си ти укриво. Абе, остави го нека победува у оваа битка он еднаш. Не мора ти цело време да победуваш. Не мора он цело време да победува. Остаje некој управо она денеска. Остаje го нека некој што ќе управо. Ама жаре, како кога не? Тоа ти е. Не е поентата кој управо. Живееме ли? Дај да играме. Дај да ја видиме и другата страна. Не мораме да сме управо цело време. Не мораме ние све да знаеме, другите да не знаат. Можеме и ние да не знаеме. Тие што неќа цело време да губат, тие цело време мораат све да знаат. И имаат проблем со тоа да изгубат. Нема никаков проблем со тоа да изгубиме. Ако не ја земеме сериозно, и ако знаеме дека животот е игра, и ако некојаш можеме да ја утнеме работава. Ама ако некој цело време ќе те обседне, не смеш да добиеш четворка, не смеш да добиеш 5 минус, ти си многу одговорна, ти си ваква, немој да ме срамиш пред професорите, немој да ме срамиш пред луѓето. Значи ти мора си перфектно дете. И така се креираат вакви случаеви. А перфектноста, за жал, после тоа се состои од тоа дека она никогаш не е укриво, или он никогаш не е укриво, затоа што не сме он да биде укриво, затоа што татко му или мајка му го направиле губењето или состојбата да се укриво дека е неприфатливо место да бидеме. Не смееме да го окупираме тој простор на погрешност и на губење. И ако не смееш да го окупираш тој простор на погрешност и на губење, ќе станеш обседнат со победување и колку пообседнат си со победување, толку повеќе нема да им дадеш на другите некојаш да победат во животот и одеднаш луѓето ќе почнат да се заинатуваат кон тебе. Не викам со ова дека треба да не се спремаме во животот и да победиме, да не ме разберете погрешно. Секој сака да победува. Ама не е проблем ако некогаш изгубиме. Никаков проблем не е. Ама така не натерале да учиме дека е проблем. Имав една ситуација, како мал имав учителка и таа ми кажа, добив послаба оценка и за неја беше проблем. И отидов дома и добив единица или двојка, што секојаш имав петки и татко ми рече, не се секири. Сите оценки се за студенти. Кажи на учителката, ја така сум рекол. И многу ме растерети од тоа дека јас морам секојаш да имам петка. Јас сакам да имам петка, ама не е проблем ако донесам четворка, ќе ја поправам. Ќе ја поправам. Видите, не е проблемот ако сакаме да немаме грешка, ако сакаме да немаме пораз, ќе почнеме многу сериозно да играме играта на животот. Нема посериозно тоа дека мораш да победиш. Гледате што се случува на тенискиве турнири или големи турнири кога некој мора да победи, има притисок дека мора да победи, не е растеретено тоа дали ќе победи или нема да победи, и обично потешко му доаѓа да игра. Игра е животот.
Има убав цитат од Хабард, вика, колку посериозни придете на играта, поише шанси имате да изгубите. А колку човекот е сериозен, сериозноста те тера да немаш грешка. Ке видите случаеве луѓе кои што се многу сериозни, кои што се многу јас сум многу реален човек. Јас сум многу реален човек. Тој реалниот човек кој што е многу сериозен, он нема толеранција за грешка. Неприфатливо е да се сгреши таму. И човекот во таква околина обично постојано греши. Кога зборевме за енергетски вампили, за супресивните личности, тие само вија ловат грешката, така? Имат од 12 карактеристики 7 треба да имат. Не е ова само една карактеристика, не. Потребни се 7 од 12 за да бидат супресивни личности. Но ако некој постојано прави проблем од се и постојано ти ги лови грешките и само тоа е, немаш никош пофалба од тој човек, само ти ги лови грешките, ти не можеш да растеш таму. Ти го зема просторот да го поврзам со претходниот лайф. И затоа што ти го зема просторот, ќе имаш негативни мисли. А негативните мисли се сведуваат на тоа да не сгрешиш. Што е да не сгрешиш? Леле, да не се разболи човекот. Тоа е грешка. Да не се разболи човекот. Грешка. Така. Да не утам. Грешка. Да не го купам по скапото, ама не сум го нашол по ефтиното и човекот цел град ке го изора само за да најде 20 денари по ефтино нешто затоа што не сме да сгреши. И човек, ако си го купил по скапото, бе, што има врска? Не. Затоа што кај некој друг го купил по ефтиното, он го купил по скапото. Грешка. Не смее да грешиме. Ви текнува за примерот кога доаѓаат мажот и жената на граница, едната линија, колона оди побрзо од другата. Како бе не влеговме од другата? Грешка. Луѓе, мораме да се олабавиме на тема грешки. Колку повеќе сме лабави на таа тема и колку повеќе имаме способност да ги креираме, помалку ќе ги креираме. Затоа што човекот не сака оскудност, не сака сиромаштија. Никој човек не сака сиромаштија. И ако му направиме сиромаштија на грешка, ќе има богатство на грешки. Ако на некој човек му направиме сиромаштија за грешки, не смеш да имаш грешка, тогаш ќе има богатство на грешки. Ќе има еден куп грешки. Затоа што сиромаштија на грешка прави богатство на грешки. Ако имаме богатство на слобода да греши, ако му даваме многу богатство, може да грешиш, ќе има сиромаштија на грешки. Баш ќе го добиеме тоа што го сакаме кај луѓето. Начинот на кој што му приоѓаме на човекот е прво да го растеретиме од идејата дека мора да се заштитува од грешки. Тоа е првото нешто човекот сам да се коригира. И ако имате луѓе кои што сакаат постојано да ви наоѓаат мана, тие те нервираат. Зашто? Затоа што ти прават оскудност да грешиш. И ти знаеш потајно у себе како душа дека нема никаков проблем со тоа да сгрешиш. Што е проблем ако сгрешам? Ми имам околу мене човек кој што ќе ме напне на таа тема и ја после тоа станувам несреќен. Зашто? Затоа што дел од мојата среќа е мојата слобода да грешам. Тоа ми го дава убавото чувство. И кога го имам тоа чувство дека можам да грешам, ја нема да сгрешам. И затоа убаво ми оди животот. Ама ако имаш човек околу тебе кој што постојано те критикува, постојано те наоѓа мани, постојано нешто не е како што треба, тој човек ти го зема основното право како битие да имаш изобилство на се, меѓу другото изобилство на грешка. Ама кога човекот има изобилство или можност да има изобилство на грешки, човекот нема да сгреши. Човекот ќе греши кога почнува да протестира, затоа што некој сака да му земе правото на грешка. Право на грешка е човеково право, веројатно не е дел од човековите права, ама според мене е. Тоа е право на битието да греши. Не е во декларацијата за човекови прави, сигурен сум, ама треба да е у нашата умствена декларација за среќен живот. Умствената декларација на среќен живот е право на грешка. Затоа што ние, како битија, знаеме дека не е сериозен животот. Знаеме дека животот е едноставно да го уживаме. Ама како ќе го уживаме? Знаете кој не го ужива животот? Тој кој што е обседнат дека некој друг греши или дека он грешил. Така, имате некој човек си земал да си
да си чисти, он си пее, си брише прашина, и го гледа жена му, дај фати убаво, она мисли дека он не фати убаво само затоа што си пее овој, доека брише прашина. Зашто оставил малку трошка прашина? Тоа е грешка. Како можеше прашината да оставиш таму? Па луѓе ќе дојат ке не видат прашина. Зашто не чистиш? Фати како што треба, цврсто ко маш фати таа жена ќе го напне човеков не е среќен. Зошто? Зашто оставил трунка прашина и не смел да остане трунка прашина. Ќе почне да паѓа листов, он мора лед да го фати листот, затоа што не смее да дозволи да падне, затоа што ако падне на земја, ќе му се качи на глава. Он мора лед да е спремен да го фати листот. Човеков е напнат, само гледа да не падне нешто од регал, да не падне нешто од шанк, затоа што мора да е тука да го фати лед. Зашто? Затоа што е катастрофа ако падне на земја. Затоа што е грешка. Човеков не е среќен. Зашто? Зашто сериозен му е животот. Зашто нема простор. Само грешки му се врдат у памет. Сериозноста ни одзема животот, сериозноста ни одзема просторот, сериозноста ни одзема убавото чувство на уживање. Тие луѓе кои што се перфекционисти, тие луѓе кои што цело време дават акцент на грешки, самите тие не може да уживаат, ама ќе ги напнат и другите не може да уживаат во животот, затоа што тие у својата глава единствено нешто што се борат против грешката. И тоа против кое што се борите, тоа најмногу го има у вашата глава. Тоа против кое што човекот протестира, тоа е тоа кое што се лепи во вашиот ум најмногу. Човекот, душата си сака ширина, душата си е душа. Она си знае дека животот е окей. Проблем се информациите кои што сме вметнати во нашиот ум. И една од тие погрешни информации дека не смееме да сгрешиме, не смееме да изгубиме, затоа што тоа е катастрофа. И дека не е добро во таа позиција. А ќе ви кажам една работа. Големиот човек не му е проблем да дојде во таа позиција сгрешив. Ама помалиот човек никогаш нема да дојде сам во таа позиција на сгрешив. Он ќе сака сите да ги бутне у таа позиција на сгрешив. И имате луѓе кои што на почеток ќе рече, добро па јас сгрешив, не е никаков проблем. Ама он кој ќе почне да бута цело време у таа позиција, сгрешив, викаш чекај, не ќе да сум цело време у таа позиција, не јас сгрешив. Може ти еднаш да влезеш у таа позиција дека си ти крива? Не, ја не сум крива. Како можеш така да кажеш јас сум крива? Па глеј, јас сум управо. Тешко е со такви луѓе. Зашто? Зашто они само својата реалност ја гледаат. И никогаш нема да дојдат во тоа столче на сгрешив, до таа позиција на сгрешив. Ама според нив, таа позиција на сгрешив е катастрофална и дека не смеат таму да дојдат. Зашто мислат дека ќе изгубат, дека ќе се намалат, дека погрешно ќе ги гледаат другите луѓе, срам им е да дојдат у таа позиција, не се чувствуваат комотно таа позиција, да ви кажам, секој човек мора да се чувствува комотно таа позиција, да рече утнав работа, ја сгрешив работа. И тоа само кажува колку човекот е напреднат, и колку човекот е високо по скалата на емоции, и колку човекот е мудар. Не идејата кој е управо, што е исправно. Што е исправно. Тоа е тој убавиот текстот дека што се кажа. Вие може да бидете управо. Немојте да идете од хабар цвиковите. Вие може да бидете управо и објаснува дека начинот да бидеме управо е баш на овој пат да уствари немаме импулс дека мораме да сме управо, така нема да сме управо. Да сме во право, значи да и другиот во право. Да сме вистински во право, значи и другиот да победи. Децата да не слушаат кавги. Сопругот и сопругата се срекни. Ако имате некој кој што е цело време управо наводници, уствари укриво, он цело време другиот го притиска назад дека тој укриво и он е управо. Не е битно кој управо. Дали е исправно. Затоа што ако се прашаме тоа прашање, дали е исправно, тогаш имаме простор за промена. Ама обично не им текнува луѓето да прашат што е исправно. И еве еден начин како се променат работите, кога цело време сте вие управо со другиот човек. Он е управо, ти си управо, он е управо. Прашајте се што е исправно.
Затоа што тоа прашање е многу мудро, затоа што дава простор на промена. Затоа што една работа што е исправна е можеби да не ги слушаат цела зграда, да не слуша како викате. И исправно е децата да не слушаат како се дерете. И исправно е да не слушаат, не знам, комшииве како се караме по дома, и како урламе по дома, и како врискаме по дома, и како јас сум управо, оне укриво, или оне управо, јас сум укриво, или што и да е. Поентата е што е исправно. Затоа што не води во место на поголема одговорност. Нели? Немојте да се плачете да грешите. Колку поише имате страв да сгрешите, поише ќе грешите. Животот сака растеретеност од грешки. Животот сака несериозна одговорност. На начин на кој што убаво, со среќа, со веселба, со песна, ќе го живееме. Сериозниот човек, а тој е човекот кој што е цело време настроен на он знае, ти не знаеш и ти грешиш цело време, на некој начин го одзема просторот на околината. Ако имате сериозни луѓе, све е сериозно. Детево до една свет, се сериозно е. Сериозно е, зашо мајка или свекрва го, сериозно е сега. Детево, она све знае, другиве не знаат никој ништо. Така, све е сериозно. Ке се вработи синот, татко, сериозно е. Зашто така се направил? Па зашто не станеш порано? Па зашто не направиш ова? Па дај ти све он ќе му кажа, сериозен. Тај несериозноста или можноста да сгрешиме прави простор. И тоа ни ја дава душевната релаксација. Бидете волни да грешите. Немојте да се плашите да седнете во столчето на јас грешив и изгубив, ти победи. Дајте им на луѓето некојаш да победат, затоа што секој сака да победува. И едноставно, поентата е да уживаме во животот. И да се обкружиме со луѓе кои што ги знаат овие работи. И ако не ги знаат, видите, ако не ги знаат, мораме да ги научиме. Што човекот кој што мисли дека све знае, е во страв од незнаење, а во суштина првиот предуслов за човекот вистински да знае е да се признае дека не секогаш знае. Океј, дечки, ви благодарам. Фала што сте со мене повторно овој лайв. Се надевам дека ви дадов точка на гледиште како некого да му помогнеме сам да се коригира. Оставете го нека греши некош. Дајте му ова како правило. И знаете што? Видете вие примерот кој што ќе го живее тоа. Знаете, бидете волни да признаете некош дека сте сгрешили, но искрено да ви кажам, не секогаш помага, затоа што многу е важно на која висина на свесност е другиот човек. Затоа што многу е важно и другиот човек да увиди дека не е секогаш он во право и дека не е страшно некој да признае дека не знае или дека сгрешил, туку тоа е одраз на мудрост, свесност и колку некој е високо по скалата на емоции. Колку сме пониско на скалата на емоции, поише сме управо. Зашто? За негативни работи. Повеќе вибрираме со тие негативни работи. Видите, секој збор вибрира со некоја емоција. Одмазда, љутина. Така, болка, има тон болка, има и тага. Несериозна одговорност вибрира високо по скалата на емоции. Грешка, гледате, грешка високо по скалата на емоции не ја доживуваат како нешто трагично. Ама љутиот човек грешката ја доживува како кој знае колку нешто трагично кој што не сме да се деси. Okay. Уживајте во грешките на животот. Тие не натерала да дојдеме таму кај што сме. Бидете си вие свој дозволувач да грешите и понатаму. И вратете ја душата или душевната состојба која што сме имале кога сме биле деца. Ниедно дете не му представува проблем да сгреши. Него ни зима тоа како нешто што е проблем. Проблем е кога ќе му се стави во глава од друг човек дека грешката е катастрофална и едноставно не обучуваат на тој начин. Не знаеме што е исправно, што е погрешно. И човек ако не знае кога он грешил, многу тешко ќе му оди во релациите со другите луѓе генерално во животот. Океј? Фала ви многу, ви посакувам оваа вечер, се гледам повторно во петок. Чао, чао.